Благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Ако се уште не ви беше јасно зошто најнеуспешниот градоначалник Благој Бочварски од редовите на СДСМ стана министер за транспорт и врски, после оваа пресконференција се ќе ви биде јасно. Ако сакаш да си добар и близок функционер до Зоран Заев, мораш да работиш како него. Ако сакаш да си успешен во СДСМ, исто така мораш да работиш по примерот на Зоран Заев. Системот за цицање на народните пари во семејните фирми, кој што го воведе Зоран Заев во Струмица, не е исклучок, туку е правило на функционирање во СДСМ. Овој модел се применува и во Штип. Семејната фирма на Бочварски, на министерот Бочварски, инаку доскорашен градоначалник на општина Штип, добила тендер од општина Штип. Имено, семејната фирма Делукс ДОО, која во собствеништво и управувана од чичкото и таткото на Благој Бочварски, Владимир и Венцислав Бочварски, добила тендер во износ од над 1 милион денари од општината, кај што истиот тој Бочварски бил градоначалник. Поточно 1.139.000 денари тендер од општината. Да биде уште посомнително, тендерот фирмата го добива еден ден откако Бочварски станува министер, односно на 1 септември. Дали тоа значи дека семејната фирма на Бочварски учествувала на целата постапка додека траел тендерот, дури тој бил градоначалник, а се чекало само да биде избран за министер за да се официализира како добитник на тендерот неговата семејна фирма? Нема ли друга фирма во Штип или во Република Македонија која можела да го добие овој тендер, па морало баш семејната фирма на Бочварски да добие милионски тендер во општина Штип? Постои ли сомнеш парите од тендерите, тендер кој што не е прв, да завршувале половина во Струмица, половина кај Бочварски, заради тоа да биде награден за министер во новата влада? Дали тоа значи дека треба да продолжи оваа шема на функционирање и во Министерството за транспорт и врски? Почитувани, овде постои сериозен сомнеш за злоупотреба на службена должност и судирни интереси воедно, и повикуваме антикорупцијската комисија и другите надлежни органи да го истражат и санкционираат случајот. Иако ова нема да се случи, бидејќи Зоран Заев го штити криминалот, сепак добро и вице-премиерот за борба со корупција Николовски да не се прави при очи слеп и уште денес да побара разрешување и санкционирање на неговиот колега министер за транспорт и врски по примерот на Лидија Димова, зашто подоцна и треба да одговара. Почитувани, ова е школски пример за грабеж на народните пари. Воспротивно, доколку не се преземе ништо, очигледно е дека сите се соучесници и ова им е веќе добро научена шема на функционирање. Благодарам, повелете прашање. Повелете. Бујар Османи најави средба со Захариева како опозицијска партија. Кој е вашиот став, очекување од посетата? Видете, во однос на ставот по тоа прашање, ние неколку пати сме го појаснили, тој е ист и непроменлив во однос на таа тема. Во однос на очекувањата, сепак да оставиме да видиме кои ќе бидат резултатите од таа нивна средба. Инаку, она кое што можам да опотенцирам и дополнам во контекст на ова прашање, дека воопшто не се искрени Османи, Никола Димитров, Зоран Заев и сите останати во владата кон граѓаните и не ги кажуваат сите оние работи кои што се разговараат. Така да сметам дека треба да бидат барем еднаш искрени со граѓаните, да излезат и да кажат се она што е разговарано на тема договор со нашиот сосед Источен Бугарија за граѓаните да не бидат манипулирани. Не е фер за граѓаните да дознаваат од бугарските политичари и медиуми што се разговара помеѓу Зоран Заев, Османи, Никола Димитров и представниците од нашиот источен сосед. Благодарам.